Во поле на периферијата на Фиренце се пронајдени 3 куфери со остатоци од човечки тела, пишува агенцијата АГИ. Трагите од злосторството ги открил сопственикот на земјиштето. Откако биле откриени првите 2, а потоа и третиот куфер, полицијата ја пребарувала областа бидејќи се претпоставува дека може да има уште жртви. Според првите проценки, во првиот куфер има остатоци од маж на возраст од 40 до 60 години, кој според обдукцијата бил прободен со нож во грлото. Од друг куфер се наоѓаат остатоци од убиена жена. Местото каде што се пронајдени куферите со исечканите човечки тела е под автопат Фиренца-Пиза, а медиумите пишуваат дека убиецот најверојатно ги фрлил куферите од патот во полето. Остатоците од жртвите се во напредна фаза на распаѓање, па затоа е тешко да се утврди датумот на смртта. Годинешниот извештај на Комисијата за заштита на новинарите утврди дека 274 новинари биле затворени во 2020 година низ светот, што е најголем број од почетокот на 90-тите години на минатиот век. Извештајот открива дека и годинава биле убиени 26 новинари и медиумски работници, а Мексико е наведена како најопасна земја во светот за печатот. Шокантно и застрашувачко, рече извршниот директор на Комисијата Джоел Сајмон. Овој репресивен бран е форма на цензура што го нарушува протокот на информации и разгорува инфодемијата, додаде тој. Се забележува дека во САД дури 110 новинари били уапсени или приведени во текот на годината. Здравствените работници прават 3% од целокупната светска популација, меѓутоа дури 14% од заразените со коронавирусот се медицинските лица, соопшти вчера Светската здравствена организација. Директорот на СЗО Тедрос Адханом нагласил и ја пофалил работата на здравствените работници во целиот свет на брифингот во Женева. Пандемијата сите не потсети на херојската работа на здравствените работници, кои секој ден се борат со пандемијата. Ги има само 3% во светот, но 14% од заразените во светот се токму здравствените работници, рекол Тедрос.